Почитувани, Кочо Андјушев вети и излажа. Вчера повторно од медиумите имавме прилика да видиме обелоденети договори каде што јасно се гледа дека Кочо Андјушев изминатиот период не прекинал соучество на државните тендери и јавни набавки преку неговите фирми. Пред да потенцираме за кои набавки се работи, би сакал да подсетам дека Кочо Андјушев во јавно излагање на емисијата Топ тема самиот кажа дека неговите фирми ќе се откажат од аплицирање на јавни тендери и нема да учествуваат во јавните набавки. Почитувани, откако го кажа ова, Кочо Андјушев, како собственик на фирмата Браково, 4 наврати склучува договори со државни институции, на кои што тој им е вице-премиер, инкасира преку неговата фирма 2 милиони и 380.000 денари. Андјушев, после само 4 месеци, откако јавно на телевизија кажа дека нема да учествува на тендерите јавните набавки, склучил договор за набавка со Универзитетската клиника за кардиологија во висина од 641.920 денари. По само 11 дена од оваа јавна набавка, како што веќе обелоденивме пред некој време, Андјушев преку неговата фирма Брако склучил договор со психијатриската болница Негорци во вредност од 664.340 денари. После само непол месец од втората набавка, Андјушев добива тендери од Основниот суд во Велес од скромни 82.000. За на крај, во месец април, Андјушев да ја добие четвртата јавна набавка за снабдување на болнички надкасни во вредност од 988.642 денари, јавна набавка која што ја склучил со јавната здравствена установа Клиничка болница во Тетово. Вкупно 4 набавки за фирмата на Кочо Андјушев во вредност од 2 милиони и 380.000 денари. Ете колку Андјушев е искрен кон македонскиот народ и ете колку му држи зборот. Зборот на Андјушев му држи исто како и ланскиот снег. За на крај, вчера Кочо Андјушев да излезе и да каже дека директните странски инвестиции биле најголеми до сега. Најверојатно наместо на странските директни инвестиции, Андјушев мислел на работата на неговите фирми дека е на историски највисоко ниво до сега откако стана вице-премиер во владата на СДСМ. Почитувани, да се грижеше Андјушев за економијата и за државата наместо за неговите лични фирми и тендерите, сигурни сме дека Република Македонија немаше да биде на работна бездната со економски раст од само 0% и капитални инвестиции од историски најниски 20%, а граѓаните сигурни сме дека немаше да тонат во сиромаштие и да живеат полошо од било кога. Почитувани, криминалното работење и сомнежот за криминалното работење на Андјушев е пример дека оваа власт ниту поседува, ниту пак практикува европски вредности за кои што сите се залагаме. Со тендери за своите фирми и полнењето на личните банкарски сметки не се оди во ЕУ и НАТО. На крајот, Република Македонија и граѓаните ќе победат, а криминалците ќе одат во затвор. Благодарам.